Председател на комисијата, почитувани колеги, почитувани медиуми, почитувана јавност. Не очекував дека оваа дебата ќе трае толку долго, бидејќи очекував дека ќе има барем минимум разум во ова собрание за тоа што представува вистинска потреба на студентите. Ајде сте заедно да тргнеме од почетокот и ќе видиме како решението само по себе доаѓа. Минатата година се предложи закон со кој што им се гарантираше по 120 денари на студентите до месец јуни. На прашањата на опозицијата што ќе се случува после месец јуни, вие велевте да не се секираме, дека вие се грижите за студентите, дека тие се наша иднина и дека тоа потоа од септември повторно ќе си продолжи и дека дури можеби ќе се зголеми. Излажавте. Исто како што велевте на македонската јавност, не се секирајте, ДДВ-то на струјата ќе биде до тогаш, потоа ќе остане исто, еве сега гледаме ќе се качи, така и овдека излажавте. Не вие, почитувани колеги, лично, туку они од Илинденска број 2, кои што ги поддржувате. Што се случува? Септември доаѓа 0 денари за студентите. Октомври 0 денари за студентите, ноември 0 денари за студентите. Фактичка состојба на терен од почетокот на оваа учебна година, помошта и контрибуцијата на владата до студентите 0 денари. Така ли? Во меѓувреме се поднесува закон кој што вели, ајде да им помогнеме на студентите со тоа што ќе добијат на ден по 160 денари. Вие велите да бидат 120 денари, исто како што биле. Тоа исто како што биле, 120 денари, се практично 40% помалку од месец септември минатата година. Значи тој што ќе биде сега бруцош, државата му помага 40-45% помалку него и тој што бил бруцош минатата година. И тоа не е фер. Фер е државата да алиментира барем кај студентите процентот на инфлација, односно барем студентите додека студираат да имаат една поголема предвидливост и една поголема безгрижност и да не се бават со неуспесите и пеховите на владата, туку да учат, да се образуваат и да бидат вистински нашата иднина. Сега, да видиме колку се тие 160 денари, да споредиме со бројки, и самите потоа, кога ќе заврши, ќе се погледнате пред огледало и ќе си процените дали ќе гласате за или ќе гласате против, или можеби ќе имате комисијски амандман со кој што тие 160 ќе побарате да бидат 180 денари. Штувана јавност, во Република Македонија моментално, доколку на секој студент му се дадат по 160 денари, зборувам на секој студент без исклучок, државата му помогне со 160, тоа се месечно 130.000 евра. Повторувам, еден месец чини 130.000 евра, ако секој студент добие по 160 денари. Така ли е? Ако тоа го помножиме со 10 месеци, ќе добиеме 1,3 милиони евра. Дали тоа се многу пари за Република Македонија? Сега вака. Штувани колеги од СДСМ и од ДУИ, моментално премиерот Ковачевски во ставка договорни услуги има 656 милиони денари, а за оваа следна година планира да потроши 644 милиони. Тоа се 11 милиони евра. Кога на овие 11 милиони евра ќе ставиме плюс нови 10 милиони за привремени вработувања во владата, добивате 23 милиони евра под раката на Ковачевски
преходно на Луи, што абдицираше сега во Струмица, се трошат за договорни услуги и за консултантски услуги, за Стојанче, за Самка, кој им се најде, кој ќе останат без работа, за професори да зборат по телевизија и така натаму, за на генералот, што пишуваат партиските колеги Facebook статуси, да им се најде, трошите 15-20 милиони евра годишно, а проблем се 1.300.000 евра за студентите. А како беше? Ние се грижиме за нашата иднина. Пак ќе ве прашам, 1-2 милиона евра се многу пари за државата? А 11 милиони евра за услуга, договорни услуги, се малку пари за државата? Привремени вработувања 10 милиона се малку пари за државата или се многу пари? Затоа имаме, за студентите немаме. И сметам дека е многу честно и дека е многу поштено да излезете да им кажете дека не сакате да им дадете. Многу е честно и многу е поштено да им кажете дека мили ви се студентите, ама партиските војници ви се помили. Дека мили ви се студентите, ама дека некој мора да излегува на дебати највеќе за тоа да биде платен. Дека мили ви се студентите, ама на колегата пратеник генералот, партиските колеги што имаат по 80 години, ви се помили да пишуваат статуси на Фейсбук да ве бранат како влада. За пари. За 30.000 денари месечно. Затоа имате пари да дадете 30.000 денари месечно, ама 160 денари за студент немате пари. И сега зборувате за 120 денари, јас едно време помислив дека веќе земаат студентиве 120 денари. Кога се распрашав, не вели, тоа беше до јуни. Не излажаа. Сакам да кажам, не може во Министерство за образование во Нова Македонија да има стотици вработени, кои што ќе трошат 232 милиона само за плати без придонеси. Плюс на тоа има 40% придонеси, 20 милиона евра да има за администрацијата во Нова Македонија, на ДУИ на СДС да биде на раната напоена, ама 1,3 милиона евра да нема за студентите. И сега ние тука треба да разговараме цела вечер за тоа. Евидентно е, флагрантно е, јасно е. И не знам зошто се измачуваме до доцните часови. Излезете, кажете не ви даваме. Излезете, кажете мислевме минатата година дека ќе има превремени избори, близко беа, ама искористивме полицијата, не успеа ја вие до опозицијата и тоа беше мерка колку да ви се доближиме дека ние сме направиле нешто за вас и ви дававме по 120 денари. Еве, сега ја нема таа мерка, тоа е. До крајот на година нема да има избори. Немојте да ги подценувате никого, а најмалку студентите. Секој гледа да направи некој политички поен. И никој не се прашувате, нормално е таче да троши 20 милиона евра за договорни услуги, башка плати на редовна администрација во влада, а не е нормално да им помогнеме на студентите. Ке ве подсетам, вас вие председател на партија, оној како се викаше најнеуспешниот градоначалник општина Карпош, па од оваа говорница беседеше Стефан Богоев за нов студентски град. Кај е новиот студентски град? За нови студентски домови. Кај се новите студентски домови? Беседеше за студентски картички. Кај се картичките? Каде се? 4 години опозиција ги лажевте, ги манипулиравте студентите од оваа говорница. И тој што ги лажеше сега го нема никаде. Тој веќе порасна. Не преговара со студентите. Тој веќе не им зборува за нов студентски град. Не им зборува за нови студентски домови. Тој порасна сега. Тоа не го интересира. Го интересираше за стане градоначалник, да купи хотел, да гради и уште пола бардовци околу неговата куќа и сега тој веќе одрасли. Не е веќе за студентите. Така да не должам. Да не подценуваме ничија интелигенција. Ако немате пари, кажете им немаме. Ако не сака да се откажете од парите за договорни услуги, кажете им не сакаме да се откажеме. Тие луѓе разбираат, тие луѓе точно знаат зашто зборуваме овдека. И при тоа,
колеги, кога ќе се погледнете после на излегување во огледалото, запашнете се разни трансфери во буџетот за 2023, вкупната сума на сите буџетски корисници за разни трансфери ви е 498 милиони евра. Пола милиарда евра у разни трансфери ставате ова. Ще го дискутираме следната недела, ама 1,3 милиони евра ви се многу и немате. Срамота. Реплика, пратеникот Диме